Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела. И веднаш дираме силно, имено мој ваш вечерашен гости, не подпредседателот на Собранието, господинот Антонио Милошевски. Добра вечер. Благодарам за поканата, добра вечер на гледачите. Проблем е во емисии како ова со вас, господине Милошевски, што имате многу големо политичко искуство, па човек природно сака што повеќе теми да разглоби, ќе се обидеме да стигнеме до сите колку што е возможно, тие што јас сметам дека се интересни во овој момент. Би сакал да почнем од нешто вака подалеку, всушност и не е подалеку, многу е важно за нас, меѓутоа е тема која што помалку ми се чини се расправа во јавноста. Оно што се случува на меѓународната сцена е речиси хаос. Имаме постојано конфликти, постојано нови војни избувнуваат, така речи за преку ноќ. Имаме два големи конфликти кои што предизвикуваат огромни турбуленции на меѓународната сцена. Имаме промени, скапа нафта, скапи енергенси и така натаму. И имаме нашите балкански политичари кои што знаат да реагираат на специфичен, понекогаш дори малку екзотичен начин, да реагираат бурно и неочекувано. Ако го земеме хрватскиот председател Милановиќ, тој дава прилично екстремни изјави, ако така смеам да кажам. Отворено се расправа со израелскиот амбасадор, ја критикува Европската унија, ги нарекува колегите тамо дека се мачки што бегаат. Го имате Александар Вучич кој што така воопшто не се либи да искритикува ако нешто не му се допаѓа. Па и Еди Рама, кој што е шампион нели на реформите наводно на Западниот Балкан, исто така прилично цврсто заставено во бранење на некои собствени ставови. Македонија игра прилично мудро или премногу предпазливо во овој случај. Ние некако баш внимаваме што правиме. Па, јас, еве, например, го спомнавте хрватскиот председател Милановиќ, се согласувам дека е по-директен, по-решителен, многу по-конкретен во изјавите, но исто така треба да се има во предвид дека тој е навистина една изградена, профилирана, центар лево политичка фигура. Тој своите ставови ги гради не само врз основа на проценките кои што ги добива од надлежните служби, но ги гради и политички наспроти премиерот кој што па е центар десно и доаѓа од се во отворен конфликт, можеме слободно да кажеме. И се прилично во отворен конфликт. Еве една од работите која што треба да се напомене е во Хрватска имате во отприлика 30 земји хрватски амбасадори кои што се амбасадори повеќе од 8 години. Тоа никаде и никога се нема случено, затоа што не можат да се договорат кои да бидат новите амбасадори, бидејќи нема кохабитација влада-председател. Пред изборите за председател во Хрватска имаше некоја срамежлива најава дека ќе почнат со именување на нови амбасадори, бидејќи мандатот од 8 години е го прави амбасадорот да биде дел од резидентната земја, веќе ја губи конекцијата со матичната земја, но на првите 2-3 состаноци имаше одредена кавга и тоа се растури. Сакам да напоменам дека господинот Милановиќ како председател настапува и како силна политичка фигура и врз основа на таквите изградени ставови тој има и одреден рейтинг спроти владата кога станува збор за председателски избори, додека па владата доминира во извршната власт и во локалните средини. Македонија сметам дека во овој дел нема потреба во моментов. Констелацијата е таква што нема потреба председателката на државата да се надпреварува со премиерот за тоа кој е за едната страна во војната што се случува во Иран или кој е за другата страна, или кој ја застапува позицијата на една голема сила или кој ја застапува позицијата на помалите земји во одредени војни жаришта. И затоа сметам дека тука надворешната политика има еден добро усогласен консензус. Премиер, председател на држава, министар за надворешни работи и нема потреба од јавни барем надмудрувања или наддавања со одредени позиции. Затоа сметам дека во ваквата ситуација турбулентна и по однос на Украина и руската агресија против оваа држава и по однос на американско-израелската интервенција против Иран, мислам дека е добро Македонија да има ваква конзистентна политика, постабилна надворешна политика, која што позади затворени врати во кулуарите на комуникацијата со Вашингтон, со Берлин, со Лондон, со Анкара или со која била друга
повлијателна држава, да си се каже нашиот став и да се изрази на еден унисон начин. И според мене, ваквата внимателна политика во овој период ни е од помош, наместо да имаме биполарна или разногласна надворешна политика. Зато ќе согласам, но имате во јавноста се разбира гласни прилично луѓе кои што критикуваат зошто Македонија настапува веднаш од позиција. Ние сме со САД, ние сме, не знам, подржуваме интервенции и така натаму. Според мене, ако ние како држава имаме стратешко партнерство со Соединетите американски држави, треба тој договор за стратешко партнерство да го почитуваме од двете страни. И од страна на Америка и од страна на Македонија. И во подобри времења и во понелагодни ситуации. И во предвидливи потези кои што ги превзема едната или другата страна и во непредвидливи потези. И мислам дека во тој дел е за нас и корисно и правилно ако се придржуваме кон тоа стратешко партнерство и на таков начин изградиме еден однос на взаемна доверба и продуктивна лојалност и од страна на Вашингтон кон Македонија и од страна на Македонија кон Соединетите американски држави, за да може тој стратешки партнерски однос да ги надживее политичките промени и во Македонија и во Америка. Добро, некој може да рече дека лојалноста на САД кон нас може да е малку проблематична од X причини, меѓутоа амбивалентноста во големината, силата на едната и на другата земја е... Тоа е неспорно. Неспорно е дека асиметријата постои, таа ни била јасна од самиот почеток, јасна и на Германија, и на Британија, и на Турција, и на Шпанија, на Италија, на кого и да е, но во секој случај сметам дека е корисно за нас да се придржуваме кон тоа што сме се определиле како Во овој момент сметате дека е тоа правилно. Ке сватиме повторно на нешто од меѓународната сцена малку подоцна, но морам да го спомнам, се разбира, најтравматичниот настан, трагедијата во Кочани, одбележавме една година сега од оваа трагедија која што однесе 63 животи, трагедија која што не промени како општество во голема мера и трагедија која што ќе оди заедно со нас веројатно во следните години. Дали сметате дека како општество, не само како влада, како држава, туку воопшто како општество направивме се што можеше за роднините на загинатите, за повредените, воопшто за Кочани кој што изгуби премногу? Сметам дека се направи еден дел од тоа што треба и може да се направи и дека во следниот период ќе продолжи да се вложува и од страна на државата, но и од страна на општеството во име на заедничката солидарност, за да може овие рани кои што никогаш нема да исчезнат, барем да се ублажат до некоја мерка. Тоа што се случи, ова една би рекол незамислива трагедија, беше можеби најтешкиот ден за државата после војната од 2001 година. Кога исто така во еден подолг временски период, квантитативно ако се каже, имавме поголем број на жртви. Но кога имате жртви во воена состојба, иако тоа е болно и трагично, сепак не е неочекувано, бидејќи тоа го носи и самиот конфликт како можен ризик. Овде шокот беше прилично потресен затоа што никој не очекуваше вакво нешто да се случи. Во однос на тој дел сметам дека и државата, но пред се граѓаните, покажа еден висок степен на солидарност кон родителите на загинатите во оваа трагедија, секој помагајќи на соодветен начин, материјален, морален, медиумски од страна на новинарите, духовен од страна на одредени верски заедници и така натаму, личен, роднински, пријателски. И втората работа, она што сметам дека треба да се истакне, е големиот број на повредени, меѓу кои што имаше барем она за што бевме известени во првите 48 часа од случувањето на овој настан, меѓу нив имаше од прилика 25 тешко повредени
личности, млади луѓе кои што има тешки изгореници од највисок степен или животно загрозувачки. И тие рани и последици се прилично податливи на инфекции, на, да кажам, можат да загрозат и други органи самиот живот. Во тој сегмент сметам дека Министерството за надворешни работи со брзото активирање на барањето за европскиот заштитен механизам, Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство, Службата за општи заеднички работи и сите други вклучени во владата, мислам дека реагираа промптно. Секој кој што беше најдраматично повреден, се гледаше да биде што е можно побрзо пренесен на дестинација во установа болница каде што може да добие соодветен третман. Голем дел тој третман го добија во македонските болници, но капацитетот не е преголем за такви случувања и затоа благодарност голема и до Турција, и до Грција, и до Бугарија, и до Шпанија, Холандија, Полска, Литванија, Србија, многу земји кои што се вклучија, земји членки на Европската унија од соседството, отприлика некаде 21-2 земји излегува во пресред. И таквата промптна реакција, според она што го имаме како извештај и тоа што можевме да го видиме на последната конференција, ни го долови моментот дека брзото реагирање спречило дополнителни жртви како последица на тешки повреди и изгореници. Тоа може една малечка утеха, но сепак е на еден начин едно достигнување за тие луѓе, дали се лекари, дали е протокол, дали се дипломати, сите оние кои што се вложиле во тој момент, сепак е на некој начин еден символ дека нивниот труд вродил со плод и дека денес еден дел од семејствата на тие тешко повредени пациенти можат повторно да бидат со своите наблиски и во идниот период заедно со државата да им пружат можност за понатамошно закрепнување. И мислам дека тука ќе треба да се покаже тој следниот дел на внимателност од страна на државата и здравствените институции, а за Кочани, она што го спомна и премиерот, да се продолжи да се посвети поголемо внимание за разлика од другите општини, за да може оваа длабока рана, која е ненадоместлива, сепак да биде барем минимално облажена. За ова се сосема ќе се согласам со вас, се разбира има секогаш критики, има понекогаш и од роднините на загинатите и така натаму дека нешто не било доволно направено, дека можело и повеќе, сигурни сме дека можело. Меѓутоа самиот факт што го спомнавте дека биле спасени луѓе кои што биле во животозагратувачка ситуација е сериозна сатисфакција за секој што учествува с државата. Меѓутоа она што е веројатно главен предмет на интерес на јавноста, се разбира, судскиот процес кој што веќе се случува, процес кој што сам по себе е посебна приказна, тежок, компликуван, роднините го преживуваат практично со секое судење, со секој нов ден, повторно траумите, ја преживуваат трагедијата, постои отворен сомнеж дека нема да се дојде до правдата на адекватен начин. Му беше дозволено на поранешниот државен јавен обвинител Љупчо Коцевски да ја води истрагата, за тоа и впрочем не беше сменет како што беше планирано. Сега, буквално вчера, ако не се лажам, во едно интервју тој вели дека имало многу институционални пропусти по трагедијата и изрази скептицизам дека државата ќе извлече поука од цела оваа приказна. Јас сега, ако ја коментираме работата на судскиот предмет, тоа што, да кажеме, позитивната страна на овој предмет е што се реагираше навремено. Се реагираше брзо, имаше и одредени мерки, истраги, притвори, обезбедување на докази и слично, и се формираше еден предмет според кој во следниот период судот би требало да утврди и конкретна поединечна одговорност на дел од луѓето кои што се вклучени во овој процес како обвинети. Од друга страна, ако може да, како правник, да искажам една, ајде да ја кажам, послабата страна
овој предмет е што самиот предмет е преобемен. Групата на опфатени по бројка лица кои што се подведени под иста категорија на исто дело, според мене е преголема. Јас разбирам да се може би му е било полесно на обвинителството сите да ги стави во еден кош. Без разлика дали вие сте биле портир вечерта или некој бил поранешен министер или некој бил некој пред 12 години што дал дозвола, така е. Пред 12 години инспектор кој што дал дозвола или бил некој друг представник на општината. Мислам дека ќе беше по-правилно и помалку ќе се дигнеа тие енормно високи очекувања ако за дел од овие обвинети имаше градација на кривичните дела. Ако некој направил фалсификат на документ, да одговара за тоа. Ако некој издал дозвола, а не смел да издаде, некој одговара за несовесно работење. Ако некој направил со умисла или од небрежност опасна ситуација за да која што ќе биде животно загрозувачка за поголем број на луѓе, нека биде за тоа. Но господин Можевски, ова е јасно. Не треба и дури да е човек правник за да го разбере дека е вака, а сепак не беше така. И затоа мислам дека сега на новиот обвинител или генерално на новиот тим во обвинителството, се надевам после изборот на новиот обвинител, ќе падне еден голем товар каде што тие ќе треба порано или покасно да ја направат оваа градација. Не можете да очекувате 50 луѓе кои што имале различни позиции во 16 години да одговараат за исто дело на исти начин. И кога ќе се случува таа градација, кој надлежен обвинител да го превземе тоа како одговорност и да направи една по-логична, да кажам, распределба на можните индиции за кривично дело на оваа голема група на луѓе, тогаш повторно тоа ќе најде на сомнеш. Така е. Зошто тој инспектор е подведен под друго дело, зошто не е под истото, зошто тој службеник не е вклучен во оваа група, а исклучен од другата, зошто за некого нема обвинителен акт или е повлечено обвинението, или за некого е зголемена. И чив човек е кој го купил така. И така што мислам дека ово е прилично тежок процес и затоа гледам дека и најдобрите политичари меѓу адвокатите и обратно најдобрите правници помеѓу политичарите се воздржуваат од прекатегорични коментари за овој процес, затоа што секој размислува дека што и да каже може да погреши во оваа прилично комплицирана судско-обвинителска би рекол судско-обвинителски предмет кој што е многу сложен и не знаеме кога и каква разрешница ќе има. И сега дојдеме до моментот кој што се разбира, се очекува во јавноста објективно, утре веќе на пленарна седница е ставено гласањето на кандидатот за нов државен јавен обвинител, господинот Савески. Се очекува да пројде, ќе видиме. Може би не, самиот рековте дека на него ќе му падне веднаш голем товар, не само овој случај, случајот е Сокочан е специфичен сам по себе, меѓутоа во едно вака разградено, урнисано во секоја смисла правосудие, човекот има наистина тешка задача да го врати во нормала воопшто. Од друга страна, уште пред да биде избран, се разбира, излегуваа критичари со одредени ставови, не чини ваков е, таков е. Добро, тоа е природно, дел е од политичкиот екзибиционизам кај нас веројатно, меѓутоа вие сметате дека ќе биде човек на место за буквално да ја врати од мртви обвинителската сфера? Лично не го познавам, не сум имал прилика да го запознам како личност во неговата професија, но од она што гледам по биографијата, има една добра комбинација кај господинот Савески, што го има искуството и од обвинителството, кое што е странка во секој спор, и од судството, каде што странките ги изложуваат своите аргументи, а вие како судија ја носите конечната пресуда. Тоа може да му биде од помош, затоа што ги знае и двете димензии на овие битни актери во правосудството. И тоа што сметам дека ќе биде на почетокот, според мене прилично важно, е новиот државен обвинител најпрво
да посвети барем дел од своето внимание на расчистување на опашките и дамките кои што СЈО ги остави врз обвинителството во целина. А ги има многу. Ги има многу, за дел од нив има и одредени истраги, дел од нив ги коментираше и јавноста, но доколку новиот државен обвинител успее внатре во самото обвинителство мерит системот и владењето на правото со наградување или можеби со санкции да го примени и кон дел од недопирливите поранешни обвинители во СЈО, кои што злоупотребиле одредени средства, тогаш ќе ја убеди јавноста дека тој нема селективност, дури ни кон своите колеги, а и ќе си создаде дополнителен авторитет во обвинителството, за да може другиот дел од тимот да го почитуваат и да настапуваат исто така неселективно како него. Затоа мислам дека ова би му било чисто како моја препорака да си го разреши внатре во јавното обвинителство, бидејќи ние може да наоѓаме многу објективни и субјективни причини зашто обвинителството не е ефикасно и надвор од јавното обвинителство, но еден добар дел се внатре. Втората работа што сметам дека треба да се направи е да почне неселективна и, би рекол, со заврзани очи борба против организиран криминал и корупција. За да не биде како досега многу државни институции поднесуваа кривични пријави, подкрепени со индиции за незаконити действија, и тие завршуваа во ФИОКа, во обвинителството во Скопје, например, од она што го имам како некој податок, од прилика 330 предмети не се уште распределени, а се поднесени како кривична пријава од различни пријавители, меѓу кои сериозни државни институции. Тоа значи дека јавното обвинителство може да изгуби доверба и да падне на овие непопуларни 2% и со недејствување. Не само со погрешно работење, туку и со неработење. И затоа сметам дека тука новиот државен обвинител ќе треба сериозно да покаже дека тој предничи во работата, дека има кај него една проактивност. Јавноста тоа го очекува, можеби ќе се соочи и самиот тој со преголеми очекувања од јавноста, да му бидат како предизвик или товар, но во секој случај, за разлика од тоа што може да направи еден судија, кога знаеме дека процесите траат повеќе години, сметам дека кај обвинителството во добра соработка со МВР, со финансовата полиција, со царината и со други државни институции, ако има добра координација, обвинителството може да најде и тим и ресурси за во првите 6, 7, 8 месеци да покаже видливи резултати. Ако успее тоа да го направи, мислам дека ќе ја зголемува и довербата на луѓето во обвинителството. Интересно е дека поранешниот обвинител Коцевски за 4 ТВ, да, тоа го зборува, вели дека токму со тоа се соочиле со еден куп на проблеми од објективна природа при истрагата конкретно за Кочани. И недостасувале од автомобили, од доволно луѓе, од записничари, од секретарки. Значи, зборуваме, сега тоа морало да го знае и предходно. Видете, јас во тој дел, без разлика, тоа што сме имале политички, идеолошки или некакви разлики со предходниот јавен обвинител, сепак мислам дека дел од тие забелешки се објективни. Објективни се. Едно е прашањето на рационализација на ресурсите во самото обвинителство, другото е прашањето на колку државата внимава за самото јавно обвинителство. Затоа сега во новиот закон за јавно обвинителство, за кој што денес имавме јавна расправа, предлагаме 0,4% од приходите кои што државата ги прибира да бидат буџет на јавното обвинителство. Најмалку 0,4, може и повеќе од тоа. Тоа се доста средства, не? Тоа е сериозна сума на средства и дополнително она што ќе може да се помогне на некој друг начин, логистички, технички, материјално за некој, би рекол, други интервенции надвор од содржината на работата на јавното обвинителство, тука ќе може и дополнително државата дополнително да му помага на обвинителството. Другата работа што исто така е битна и ќе споменам уште еднаш, вие
може да очекувате многу поголема поддршка и од владината структура и од парламентарното мнозинство како јавно обвинителство да определи за вас нови 5, 6, 7 или 10 милиони евра за вашата работа во една буџетска година, но тоа може да го издействувате на мудар начин и да ја придобиете јавноста на ваша страна, ако со предходните обвинители од СЈО го рачистите скандалот за злоупотреба на 4 милиони евра. И ако вие како обвинителство покажете дека вашите средства злоупотребени или незаконито земени од вашите колеги успеете да ги вратите во буџетот, тогаш и државата, и владата, и јавноста, и медиумите ќе ве поддржат како обвинителство да добиете и доверба и финансиски средства за да може да действувате. Но има ли воопшто правна можност за тоа? Вашата партија поднесе тогаш барање, тоа го односно кривично, поднесовме. и не се случи ништо, односно го одбие. Цело време беше заташкувано, цело време беше се одеше според девизата врана на врана око не вади, 2-3 месеци така подоцна, натаму, да. И мислам дека и самиот Коцевски и претходно Јовески таа тема ја држа ниско профилно и ја камуфлира на некој начин. Неколку обвинители внатре во обвинителството кои што сака посериозно да се занимаваат со овој случај ги деградира, им поведоа дисциплински постапки. И не само тоа. И така натаму и други притисоци. Затоа мислам дека новиот јавен обвинител има шанса сега со довербата што ќе ја добие од собранието, која што сигурен сум дека ќе биде поголема од 70-23 пратеници, да ја искористи прво да направи едно мало прочистување во сопствениот двор и да покаже на они обвинители 20, 3, 5 мина колку и да секои незаконито постапувале дека и за нив има владење на правото и потоа да ги придобие симпатиите и на јавноста, и на медиумите, и на владачкото мнозинство, и на сите странки во правосудството и со тој ветар во едра да оди во поголеми предизвици и покрупни случаи. Тоа е во ред, меѓутоа реално е да се очекува жесток отпор. При тоа не мислам само од луѓето од поранешното СЈО, кои што очигледно држат позиции, туку зборуваме и за некоја медиумска поддршка која што ја имаат. Практично секој обид да се пружи прст кон нив за неправилно работење или за злоупотреба на средства се дочекува на нож и тој што го што обвинува, можеби со докази, веднаш е потоа обвинет дека всушност политички се пресметува, дека злоупотребува, му се наоѓаат 300 работи поради кои што тој не е адекватен да ја прави таа работа. Може да се најде во ситуација новиот обвинител исто така да биде веднаш пружен прст кон него дека тој одработува за одредена политичка партија или за некои интереси, па им се одмаздува на одредени луѓе. Времето во кое што СЈО можеш или тие кои што работеа за СЈО можеа да се представуваат за жртви одамна помина. Јавноста ги има прочитано. Кредит за ова ми го прават заради реваншизам, јас сум невин и немам никаква злоупотреба, веќе немаат за трошење. Затоа што тој кредит кој што го има и добија бонус и политичка, и меѓународна, и буџетска, и медиумска, и секаква поддршка, го злоупотребија на политички реваншизам, на прогон на неистомисленици и на рекетирање на поголеми стопанственици. И мислам дека СЈО беше една од најсрамните, би рекол, приказни за поврзани со јавното обвинителство и му нанесе најголема дамка, му остави лузна на јавното обвинителство и на нивната репутација. И затоа сметам дека, не викам дека нема да се обидат, да действуваат на различен начин, секој да се заштити или да се представи како жртва на некаков личен, политички, идеолошки или институционален реваншизам, но тоа веќе не поминува. Сметам дека таа приказна заврши така како што заврши Катица Јанева и оние кои што сметаа дека таа е мајка на сите обвинители. А што е со меѓународната поддршка? Сметате дека таа се уште постои, макар до некаде? Едно време беа, да не се лажеме, шампиони на поддршката. Во моментов сметам дека меѓународната поддршка во Македонија постои само за една работа, а тоа е неселективна и проактивна борба против корупција и организиран криминал. Дали во таа борба, доколку биде аргументирана, се разбира, ќе биде предмет на истрага градоначалник, обвинител,
судија кој што ги зазидал своите пари во зид, или ќе биде бизнисмен, или ќе биде цариник, или ќе биде лекар, или ќе биде таксиста, или ќе биде инспектор во управа за јавни приходи, не е важно. Важно е да имаме сериозна борба и да можеме оние средства кои што корупцијата како река понорница ги одзема од државниот буџет, а припаѓаат на граѓаните, да ги заштитиме во државната каса и да бидат продуктивно искористени. Спомнавте и самиот јавната расправа која денеска се одржуваше за предлог законот за јавно обвинителство. Многу важна работа. До сега ние немавме воопшто јавни расправи за овие закони. Тие поминуваа со европско знаменце, ако не се лажам. Па да, еве на пример конкретно за Законот за јавно обвинителство, последниот пат кога се правеше нели обид како СЈО да се интегрира во државното јавно обвинителство, Оливер Спасовски беше технички премиер на владата, тоа беше јануари месец 2020 година. Го помина на полноќ предлог законот и покрај противењето на тогашните технички министри Рашела Мизрахи и Наќе Чулев, го пратија следниот ден во собрание со европско знаменце, немаше ни од европско знаменце во нормите кои што ги предлага. Но гарантираше дека нема да има ни расправа. Артан Груби го помина за 5 часа. За разлика од тоа време, кога вака битни закони се носеа преку ноќ и би рекол со политичка присила, па и купување на пратеници, тогаш тоа беше во мода со оние пратеници кои што успеа да ги капарисаат на некој начин со закани или со материјални придобивки за смената на уставното име. Денес имаме нова ситуација. Имаме измени во кривичниот законник пред да имаме јавна расправа. Имаме нов предлог закон за јавно обвинителство, пред да го гласаме, имаме јавна расправа. Од тие јавни расправи, ние, слушајќи ја стручната јавност, практичарите, адвокатите, обвинителите, професорите и други, ние извлекуваме поука за некој амандман кој што може да го подобри актуелниот текст на законот. И мислам дека така ќе биде и во овој случај со законот за јавно обвинителство, а потоа во следните 2-3 недели доаѓа на ред законот за Советот на јавни обвинители и за него планираме во Комисијата за политички систем да организираме јавна расправа и повторно да го искористиме знаењето на пошироката јавност за да може да го подобриме и тој законски текст. Оваа пракса е добра, тоа не е сомнено, меѓутоа на крајот на краиштата предлозите, идеите од јавноста се супер, меѓутоа на крајот се мери она што ќе значи функционалност на законот. Тој вели предвидува темелни реформи во организацијата и функционирањето на обвинителскиот систем, мерит систем при изборот, оценување на обвинителите и нивната работа, во исто време и засилена можност за самостојност. И овака навистина звучи убаво, така треба да биде. Меѓутоа, каква гаранција имаме ние дека само со промена на закон и со изгласување на нов државен јавен обвинител, навистина ќе го добиеме тој продукт, тој резултат што не е необходен? Промената за законот е предуслов кој што е необходен, но не е доволен. И јас се согласувам дека новиот државен обвинител и неговиот тим ќе ја имаат клучната одговорност за примената на овие законски одредби кои што според мене му даваат на обвинителството една подобра позиција и подобар статус во самата нивна фела, затоа што во предвидените нови норми на законот за јавно обвинителство се опфаќаат и дел од забелешките кои што доаѓале од јавните обвинители, како и на кој начин може ефикасноста, продуктивноста, распределбата и дефинирањето на местна и стварна надлежност да се утврди, мандатот колку да трае, например, еве сега една од измените, државниот обвинител нема да има 4 години мандат, ти има 6 години мандат. Тоа го правиме по препорака на Венецијанската комисија и на Европската комисија, затоа што се смета дека би било добро државниот обвинител и неговиот мандат да не бидат врзани со мандатот на една политичка номенклатура. Туку тоа да надживува
политички менувања на влади или парламентарни мнозинства, за да може да има и континуитет, но од друга страна да може да има изголемен интегритет во самото обвинителство. И јас се надевам дека ќе успее новиот обвинител да направи еден добар тим и да ги искористат овие поволни, би кажал, законски одредби и да направат поефикасно јавно обвинителство. Значи, сепак е во прашање личноста повеќе отколку законот. Јас би рекол комбинација од двете. Треба да имате законски овластувања, треба да имате во законот норми кои што ви даваат простор вие како обвинителство да функционирате ефикасно, но исто така треба да ги искористите или да ги почитувате тие норми за да може и да дадете личен пример како обвинител или тим на обвинители за да може да ве следат и другите. Но влијанието, повторно ќе сватиме на тоа, веднаш ќе биде обвинет новиот обвинител без разлика дека има директно влијание од актуелната власт. Тоа можем да се кладаме дека тоа ќе се случи. Како да дојдеме ние во ситуација, еве сега да не претерам како во САД, каде што не знам врховниот судија има толку силен интегритет, што тој може директно на претседателот на САД да му рече ова е грешка, не можеш да го правиш и никој тука нема проблем со тоа, нема против. Има толку силен интегритет што може да си го дозволи тоа. Ќе добиеме или ние некогаш, не знам, јавен обвинител или некој времен судија кој што едноставно ќе може да рече на владата доколку е навистина во грешка, ова не иде вака и готово. Моето мислење е дека дури и во Америка реакциите постојат, но без разлика на реакциите, судските пресуди се спроведуваат. Или оние јавно обвинителски предмети кои што добиле форма на обвинителен акт се процесуираат. Но политички реакции има. И во Македонија мислам дека нема да биде новитет и не е неочекувано да има. Ако утре новиот државен јавен обвинител покрене 1, 2, 3 или 5 постапки кои што се однесуваат на 2, 3 или 4 по-сериозни политички фигури, без разлика дали биле поранешни или се сегашни или е некој комбиниран модел, сигурно ќе има некакви реакции. Особено кога си ја имате мувата на капата, па сакате тоа да го представите како некој одбранен механизам, но самиот резултат на крајот во една судска процедура, ако имаме еден очекуван и аргументиран исход, ќе биде потврда на работата на јавното обвинителство. Ние имавме во претходниот период јавно обвинителство кое што покренуваше предмети однапред знаејќи дека нема да имаат со намера да не ги добијат, така. Но со намера тој кој што ви е таргет за политички прогон, да го држите во една лимбо ситуација 4-5 години, па потоа дури и да нема никаква пресуда, не е битно, важно сте го онеспособиле привремено или трајно во некоја политичка игра. Што е доста перфидно, морам да признам. Па тоа и беше, успешно се покажа беше одлика на реформаторот Заев, кој што беше едно време и председател на Советот за реформи во правосудството. Што беше нонсенс сам по себе, добро? Видовме докаде стигна тој дел, многу луѓе му аплаудира, денес гледам дека дел од нив барем признаваат и чувствуваат одреден срам или одговорност, но како и да е, се надевам дека тој период нема да се повтори. Кога го спомнавте господинот Заев, немав намера денеска вечерва да разговараме на тема вашиот политички противник, но не може човек да одолее. Вчера господинот Петар Ширлегов, своевремено подпредседател на СДСМ, градоначалник на Скопје, беше исклучен едноставно од партијата затоа што даде изјави кои што очигледно не им се допаѓаат на тие што сега се на раководни позиции таму, и се најдовме во една помалку комична ситуација во која што произлегува дека сите работат за ВМРО-ДПМН. Јас морам да ве прашам, кој работи за ВМРО-ДПМН? Петар Ширлегов, сегашното раководство, бидејќи тој вели работи, сегашното раководство дефинитивно одработува за ВМРО. Тие велат не тој, Јован Деспотовски и цела една друга низа на противници на актуелното раководство, се платеници на ВМРО-ДПМН. Ова помалку смешно е, но морам да ве прашам, сите ли работат за ВМРО-ДПМН? Тоа што во моментов се случува во СДСМ е можеби вака партиски гледано поволно за ВМРО-ДПМН до одредена мерка, но државно гледано е многу лоша состојба, бидејќи кога во државата немате сериозна опозиција и политичка алтернатива, тоа ги намалува и критериумите и мотивите за ангажман на оној кој што ја носи одговорноста. Она што
нели едно време СДСМ збора и за мигранти, Британија и слично, но како гледам на овие работи? Во самата политичка партија СДСМ се случува процес на мигранти. Нивни луѓе заминуваат од нивната политичка партија и си бараат друга иднина. Дали е тоа во приватен сектор, дали е медиумски, дали се други политички партии, дали се едноставно стануваат пасивни, но мигрираат, заминуваат прилично видни и звучни имења од СДСМ, бидејќи гледаат дека раководството нема кредибилитет. И вториот феномен кој што го споменавте вие и нас прилично не зачудува е што самата СДСМ си брка добар дел од своите кадри заради искажана критика. Јас се разбирам да има етички кодекс во одредена политичка партија, телевизија, фирма, што и да е, кога вие ќе направите некој сериозен престап, неетички, незаконит, семеен, јавен испад или инцидент, па политичката партија да каже дека тој член заради ваквиот испад го исклучуваме бидејќи не е достоен да биде член на највисокото раководство. Но ако вие кажете дека генералниот секретар на некоја партија, членот на извршен комитет, председателот, централниот одбор, кој да е, не работат добро, не работат соодветно, се слаби, имаат лоши резултати, треба да има смена, треба да се прошири кругот или имаат лош избор за членови на извршниот одбор во СДСМ и заради тоа да бидете исклучен од партија, тоа е на некој начин вербален деликт. Не смеете гласно да кажете критика, затоа што веднаш истата вечер извршниот комитет, Централното политбюро на СДСМ ве исклучува од партија. Но вербалните деликти завршија во поранешна Југославија, ако не се лажам. Завршија во поранешна Југославија или можеби се влече уште година-две во независна Македонија, но како и да е, СДСМ како партија гледам дека го губи магнетниот капацитет кој што некогаш го имаш. Некогаш СДСМ била партија која што привлекувала неопределени граѓани да ја прифатат социјалдемократската идеја и да им се придружат. Сега СДСМ одбива. Дури ако сте внатре во СДСМ, гледате начин да најдете како да излезете, или ако сте внатре и упатите добронамерна критика или можеби злонамерна критика, не е битно, може да ризикувате да бидете избркан и тоа е лошо за нив, но пак ќе напоменам, краткорочно може би е поволно за другите политички партии за ВМРО ДПМН, но за државата не е добро, бидејќи СДСМ атрофира и не нуди политичка алтернатива која што би била за нас коректор на власта и мотив да бидеме попродуктивни. Овака, многу пристојно го кажавте, морам да признам, меѓутоа многумина се сомневаат во она што го зборува господинот Шилего. Вели, очигледно постои договор СДСМ да ги промашува темите за да избегне истраги. Пораката негова е дека раководството поради договор со ВМРО ДПМН, иако се разбира, според мене тоа не е точно, вие ќе кажете, на вистина ги промашува темите. Ја спомнавте случајот со мигрантите, но можеме да извадиме 10 на 20 теми кои што многу голем напор се вложува од таму, се испраќаат соопштенија, се поставуваат прашања, се оди, се зборува на конференции, а потоа тие теми на вистина излегуваат дека се повеќе или помалку промашени. Има што е тоа политичко слепило, недугавост, затоа што некој логично ќе рече што именно овие луѓе навистина ли работат за некого. Има луѓе еве да речем во јавниот ринг кои што имаат дарба за политика и за политичка офанзива, и за политичка одбрана, и за промоција на политички проекти. Има луѓе кои што ја немаат таа дарба. Според мене, последните двајца председатели на СДСМ, Димитар Ковачевски и Венко Филипче, ја немаат таа дарба за политичка биструмност, настап, проценка, офанзива, нудење на други решенија и на таков начин превземање на дел од довербата во полза на партијата што ја представуваат. Може да збориме за Заев на ваков или на таков начин и да дискутираме неговата интелигенција, изразување и слично образование, вокабулар, и тука ќе најдеме многу фалинки, забелешки, немањето на национално чувство и некои црвени линии, но во однос на политичкиот сенс имаше способност и силна меѓународна поддршка која што знаеше да ја искористи за да направи одредено
окрупнување на разни незадоволни групи во општеството кои што не би се окрупниле доколку нема еден таков играч во тој момент на теренот. Кохезивен фактор во случајот. Кохезивен фактор. Во моментов Венко Филипче не е кохезивен фактор за луѓето кои што имаат социјалдемократски идеи, туку истите ги одбива. Соработка со Венко Филипче, освен тоа што имаме заеднички комисии на Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања, што јас ја предводам, на друго ниво немаме и не гледам каде би имале, затоа што гледам дека едноставно нема политички компас. Кај СДСМ во моментов во целиот извршен одбор од вкупно 20 луѓе, едва е тројца или четворица разбираат внатрешна и надворешна политика или би рекол имаат политички капацитет да се занимаваат со политиката како професија. Тој е одличен лекар, веројатно и неврохирург и многу други внатре си имаат некоја своја струка, но за политички настапи, проценка, проникливост и имање потенцијал како да ги обедини незадоволните структури во општеството и да понуди политичка алтернатива решение за конкретни проблеми, бидејќи и ние како влада се соочуваме со проблеми, гледам дека Венко Филипче нема. Да, сепак тоа е нивна работа, иако се согласувам со вас дека на среден рок веројатно е лошо за државата. Еден друг лош момент морам да спомнам, имено се подготвува извештајот за напредокот на државата од страна на европратеникот Томас Вајц од Германија. Томас Вајц беше, нели? Да. И се појавија, се разбира, бугарските европратеници од, не знам, 300-400 амандмани колку што беа поставени на овој извештај, преку 100 се од бугарските пратеници, чинам најмногу од ноторниот Андреј Ковачев, човекот многу сака едноставно да се интересира за Македонија, и во овие амандмани, кои што јас успеав да прочитам, имате повторно, би рекол, најрадикални барања од нивна страна. Значи, изборуваме дека, не знам, промената на историјата во учебниците мора да биде дел од преговорите. Македонскиот јазик треба да се применува во модерен јазик, значи модерен литературен јазик, што имплицира дека не постоел литературен јазик предходно. Бугарите во уставот да влезат, меѓутоа тоа да не значи дека автоматски ќе значи почеток на преговорите со Европската Унија. Значи, едноставно се бара и ревизија на законите што се однесуваат на бугарските културни клубови во земјава, како и дополнителни мерки за заштита на бугарското малцинство, кое што еве тука според нив е загрозено. Се тоа покажува во која насока оди и уште повеќе бугарската политика кон Македонија. Треба да се има во предвид еден момент, а тоа е парламентарните избори кои што следуваат во Бугарија. 8, 9, веќе не знам кои се, да. Да, наскоро ќе имаат парламентарни избори и долго време имаат чести предвремени парламентарни избори, како и овој пат предвремени парламентарни избори, со тоа што партијата на господинот Ковачев се забележува дека губи дел од поддршката на сметка на новоформираната партија на довчерашниот председател Радев, да. Радев, кој што на анкетите, барем ќе видиме како ќе биде гласот на народот, на анкетите има сега за сега најдобра доверба. И овие амандмани, иако не се изненадување, и кога би биле во условно кажано политички, мирнодопски или неизборен повторно период, би биле истите. Повторно би биле вакви или такви слични, сега се може би малку понагласени, пренагласени за да се добие некој поен во таа смисла, но овие амандмани со сета своја жестина и би рекол недобронамерно што ја содржат во нив, имаат една добра порака. Добрата порака според мене за македонската јавност, и повторно апелирам повеќе до СДСМ и другите што го застапуваат тој став, е дека треба да ги прочитаат овие амандмани и самите да се уверат дека менувањето на преамбулата нема да биде едно, единствено и последно барање од Бугарија кон Македонија. И затоа не треба лековерно да се влегува во таков проект, како што влегоа Ковачевски, Груби, Филипче, Заев и кои да беа во тој период, вклучени во надворешната политика. За жал, сега веќе тоа е дел
од проблемот во кој што се наоѓа целата држава, но и сега, кога ќе се разговара за овој проблем или за неговото менаџирање, треба секогаш да ги имаме на ум ваквите амандмани, бидејќи овде ќе го чуете тоа што можеби нема да го слушнете од некој на официјално ниво, некој дипломат од Брисел или некој по-талентиран брекол политичар од Софија. Овде во овие амандмани ќе видите дека барањата од официјална Софија во следниот период нема да се намалуваат, туку може да се зголемат. И затоа правилен е ставот на македонското раководство кога викаат може да менаџираме еден таков процес само под услов доколку знаеме дека тоа ќе не донесе до крајната цел, членство во ЕУ, без да имаме дополнителни втори, трети, пети блокади за историскиот учебник што нашите деца го учат за некој настан од пред 200 години. Така е. Кога сме кај можноста за членство, многу интересен е овој момент, мене барем ми падна во очи, самиот известувач за Македонија, Томас Вајц, самиот предлага амандмани на собствениот извештај, помалку чудно, во пред емисијата ми објаснивте всушност како тоа е возможно, односно зошто се случува тој дел. Меѓутоа, што е интересно во овие негови предлози, во еден од нив се бара Европската унија да разјасни дали билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија е формален услов во процесот на пристапување. Многу интересен момент. Јас од она што можам мака да го забележам, прво известителот гледам дека е добронамерен. Така личи, дека човекот е во какеј. Човекот верува во европската идеја, верува дека земјите држави Западниот Балкан, вклучително Македонија, треба да станат дел од ЕУ, дека тоа е од взаемна корист и за ЕУ и за сите што сме земји кандидати барем од овој регион. Но истовремено гледам дека тој ја гледа и реалноста во Европскиот парламент, дека голем дел од неговите колеги, посебно дел од пратениците од Франција, дел од тие од Данска, од Холандија, од самата Белгија како држава, не гледаат на процесот на проширување како нешто на кое што треба да му се даде приоритет. Барем не за полноправно членство со сите прави и обврски. И затоа веројатно сака и толкување на вакви Внимавајте, зборува Европска правната служба на Советот за Европската унија да ги разјасни сите двосмислености околу правниот статус на пристапувањето кон ЕНО на вториот билатерален протокол кон договорот за пријателство, добрососедство и соработство и така натаму и така натаму. Значи тој самиот признава дека има двосмисленост во целата работа. Иако бугарите инсистираат дека е се јасно таму. Па има двосмисленост затоа што еве од ова што го гледам во она што сме го ние како да кажам превзеле како обврска. Во договорот за добрососедство кој што го подпишаа тогаш Никола Димитров и Зоран Заев, нема обврска за уставни измени. Така е. И договорот за добрососедство има една клаузула каде што вика нужно, значи безусловно, давање поддршка за членството во НАТО и една помека варијанта, и тука е грешката што ја направи Никола Димитров, каде што се вика Бугарија во иднина ќе ги споделува своите искуства за зачленувањето во ЕУ и ќе дава поддршка, но без било какво облигаторно дејство на таквиот член од договорот за добрососедство со Бугарија. Но како и да е, парадоксот е следен. Ги предупредувавме на време, уште пред да го подпишат договорот за добрососедство, дека со неговото подпишување, самиот договор беше толку асиметричен во правата и обврските, самите клаузули беа толку двосмислени, како што и господинот Вајц сега приметува, што нашата прогноза беше дека тој договор за добрососедство ќе ни донесе многу полоши добрососедски, меѓусоседски односи од тоа што сме го имали. И тоа се случи. На крајот така испадна, за жал на стопанството, за жал на спортот, културата и кои да се други односите меѓу луѓето, народите, туризмот и слично. Но тоа што еден будала ќе го расхите, не можат 10 или 100 паметни да го поправат. Сега се обидуваме, гледам и министерот Муцунски и председателот на владата Мицковски и председателката Силјановска, се обидуваат на свој начин да изградат барем колку е можно еден покоректен однос со своите соговорници во официјална Софија и во најмала рака во овој предизборен период да не стануваме дел од нивната
предизборна кампања за да не се направи дополнителна компликација на односите. Но доколку Европскиот парламент и надлежните институции ја прифатат оваа сугестија на известителот Вајц и направат проценка и расчистат некои двосмислености во самите клаузули што се однесуваат на Македонија, јас сум сигурен дека и самите ќе видат дека менувањето на Уставот не би требало да биде услов за почеток на преговорите, бидејќи го нема во договорот за добрососедство и бидејќи овие обврски ги превзеде Буер Османи со вториот анекс кој што тајно го криеше и од собранието и од јавноста, и Ковачевски на крајот во Брисел го прифати, а потоа кажуваше дека се чувствувал како некој да му го сече стомакот со нож. Но џабе ќе плачете после прифаќање на некоја таква недоветна работа кога сте нанесли штета на државата. После свадба Тапани, во случајов малку и трагична свадба. И последно прашање барем за вечерва. Повторно, господинот Вајц зборува за постепена интеграција на земјите кандидати во европските политики и програми. Ние неодамна имавме едно јавно писмо на Александар Вучич и на Еди Рама, во кој што однапред кажаат дека се согласуваат, во еден момент дојде оваа тема се прошири, потоа имаше еден амбасадорски совет на Европската унија, на кој што беше така одбиено целава приказна, но имам впечаток, со оглед на фактот особено дека Александар Вучич и Еди Рама, кои што природно не би требало да бидат политички партнери, не знам какви, заедно испратија една порака, логично е да се насети дека во позадина има некој поголем фактор кој што се тоа го поддржува. И сега го имате инвестителот кој што сигурно е информиран човек, повторно на истата тема зборува. Колку е реално ова? Според мене, ние може да имаме свое мислење или гледиште за тоа кој ни е поблизок или посимпатичен или какви забелешки имаме кон Еди Рама или кон Вучич или какви пофалби, но неспорно е дека двајцата се прилично искусни и профилирани политичари во регионот и во своите земји. Тоа што тие двајца, едниот како лидер на Албанија, другиот како лидер на Србија, одлучиле да напишат заедничко отворено писмо во германскиот весник Frankfurt Allgemeine Zeitung е голем чекор и според мене е добро координиран со најмалку двајца-тројца партнери во Европската унија пред да го објават. Значи внатре, тоа е поентата. Мора да имате спонзори на некој начин, поддржувачи на она што го предлагате внатре во ЕУ, за да го предложите кон самата ЕУ, бидејќи она што го предложија членство во Европскиот единствен пазар и Шенген зоната без право на вето и без полноправно членство во ЕУ, сепак е порака која што не е упатена до регионот, упатена е до Брисел, до Берлин, до Мадрид, до Париз. Ограничувачки е, да бидеме реални, но можеме да живееме со тоа. Има во политиката, нели како викаат, политиката е уметност на можното. Така е. И сега прашањето што треба да си го одговори и Македонија, и Босна, и Србија, Албанија, и Косово, и Црна Гора е дали во следниве 2-3 години е можно да станеме полноправни членки со сите права и обврски, како што се Естонија, Латвија и Чешка, или не можеме. Или дали можеме да добиеме ваков статус на придружни членки со добар дел на права, но без вето, без комесари слично, па потоа да одиме во следна фаза на до полноправно членство. Ако мене ме прашате, подобро е да имаме понуда за нешто што е реално остварливо, па макар и тоа да биде некое придружно членство со ограничени права и обврски, отколку да одиме на илузијата полноправно членство во ЕУ, а истото да не се случи во следните 10 или 15 години. Председател Стево Пендаровски своевремено на една таква идеја одговорил негативно. Мислам дека направи грешка, тогаш понудата беше од председателот Макрон, кој што му понуди нешто слично на тогашниот председател Пендаровски, без да консултира собрание, без да консултира влада, го одбил, што мислам дека е несериозно, но во секој случај добрата работа за оваа идеја која што е промовирана е што е веќе дел од дискусијата внатре во ЕУ. И ние тоа што најмногу би сакале е Европската унија да го кристализира својот став и за 2, 3, 5 или 6 месеци да излезе со реална понуда во која што и тие веруваат, но и за нас ќе биде кредибилна.
Антонио Милошевски, подпредседател на Собранието, ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Да, поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се обидовме, велам, да изанализираме неколку многу важни теми. Мислам дека успеавме во тоа. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.